Бакнежот што го уловија папараците на Сердинија 2 недели пред Вимблдон меѓу Јаник Синер и манекинката Лајла Хасановиќ ја запечати љубовта која веќе не можеше да се скрие на прославата после победата на италијанскиот тенисер. Камерите го уловија моментот, а медиумите започнаа на широко да пишуваат за љубовта меѓу тенисерот Лајла Хасановиќ, за која пишуваат дека е модел, моден инфлуенсер и основач на брендот за самопотемнување NRD 55. Пред да се забавува со Синер, таа беше во долгогодишна врска со возачот на Формула 1 Михаел Шумахер. Иако на почетокот беа дискретни за врската за време на надпреварите на Вимблдон, додека Синер даваше се од себе на теренот, од трибините го следеше неговата девојка Лајла Хасановиќ, на која и се заблагодари додека го држеше трофеот во рацете. Македонскиот музичар Драган Величковски Тајзи на Петров ден стапи во брак со својата долгогодишна партнерка Ангела Анчевска, со која неодамна открија дека го очекуваат и своето прво дете. Младинците свадбината прослава ја отворија со романтичен валцер. Невестата блесна во раскошна венчаница од тул, додека Тајзи се одлучи за елегантен бел свечен костум со машна пепирутка. Како што одминуваше вечерта, атмосферата стануваше се повесела. Покрај современата музика, за гостите свираа и зурли и тапани, а веселбата траеше до доцна во ноќта. Вистинската кулминација следуваше кога на сцената му се придружија неговите колеги и пријатели. Тајзи заедно запеа со сладкаристика, пајаки 2 бона, претворејќи ја свадбата во вистински мини концерт. На свадбината прослава присуствуваа бројни личности од македонската музичка сцена, а дел од атмосферата заврши и на социјалните мрежи. Сладкаристика сподели видео на својот Инстаграм профил на кое се гледа дел од веселбата, а во описот кратко напиша: "Го женивме Тајзи". Тајзи и Ангела се свршија пред околу 5 месеци, а нивната свадба доаѓа само неколку недели откако со јавноста ја споделија убавата вест дека наскоро ќе станат родители. Половина државен врв и дипломатите годинава се симнаа од камените трибини во партерот на отварањето на 66-тото Охридско лето, синоќа со спектакуларна оперска гала вечер насловена како Љубов, препон антички театар и повеќе од 4000 посетители, оставајќи впечаток дека сакаат да бидат поблиску до културата, но и до камерите, фотоапаратите и телохранителите. Во меѓувреме дамите се надпреваруваа со впечатливи джиш гламурозна тоалети, особено председателката Гордана Слијановска-Тавкова и министерката за енергетика Сања Божиновска, но и оперската дива од Албанија Ермонела Јахо, претворајќи го престижниот културен фестивал во вистинска модна писта. Вечерта уште еднаш покажа дека отворањето на Охридско лето, кој привлече бројни спонзори, не е само културен, туку и општествен настан каде што вниманието подеднакво го привлекуваат уметноста, модата и јавните личности. Бугарската национална телевизија ги објави двата града кои се пласираа во последната фаза од процесот на селекција за домаќини на Евровизискиот надпревар за песна во 2027 година. Софија и Бургас обезбедија место на потесниот избор, победувајќи ги Варна и Пловдив. 4 града беа оценети според низа критериуми, вклучувајќи ја инфраструктурата на местото на одржување, престапноста, транспортните врски, сместовачкиот капацитет и целокупната организацијска подготвеност на секој град. Бугарскиот главен град ја фокусираше својата кандидатура на Арина 8888, порано позната како Арина Армец, најголемата затворена арена во земјата. Арената претходно беше домаќин на бројни големи спортски настани и музички продукции во живо, што ја прави еден од најискусните домаќини во Бугарија за големи меѓународни настани.
Кандидатурата на Софија е дополнително зајакната со нејзиниот голем хотелски капацитет, добро развиена мрежа за јавен превоз и најголемиот меѓународен аеродром во Бугарија, кој нуди најсилна воздушна поврзаност од сите градови кандидати.